Приватните превозници повторно се повлекоа од скопските улици. Тврдат дека ЈСП им должи речиси 2,5 милиони евра веќе 6 месеци. Тие велат дека и покрај нивните алармирања дека автобусите ќе останат без гориво и дека нема да можат да исплатат плати на нивните вработени, сепак од ЈСП ги игнорираат. Тие ветија дека веднаш ќе се вратат на скопските улици, откако она што им се должи ќе им биде исплатено. Винуваме на ЈСП затоа што не ни ги уплаќа средствата. Имаме информација дека градот Скопје има уплатено 40 милиона денари за нас, за приватните превозници минатата недела, меѓутоа ЈСП се уште не ни ги уплаќа средствата. Ние ги чекаме тие пари, нека ни ги уплатат и веднаш ние ќе ги вклучиме автобусите за да не чекаат граѓаните на овие пеколни температури. Купниот долг е над 150 милиона денара и ни се должи од месец декември. Знаеме дека е мала сумата, но во интерес и на работата, и на градот, и на граѓаните, ние со тие средства за одредено време ќе можеме да возиме. Сега нека не ги пуштат парите, веднаш автобусите ќе се вклучат. Градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска утринава преку Facebook статус рече дека е известена за веќе испланирана дестабилизација на град Скопје, почнувајќи од ЈСП и комунална хигиена, а за тоа ги обвинува ВМРО ДПМН и вреди. Од ВМРО ДПМН пак порачаа градоначалничката да не бара изговори за нејзиното неработење. Градоначалничката да не си прави алиби за својата неработа, единствениот извор на хаос во градот Скопје е токму таа. Арсовска се најде во фокусот на вниманието откако отвори јавна војна со чаирскиот градоначалник Ганиу за дивоградбите. За една од нив обвинителството веќе отвори истрага, а од влен денеска најавија и контраудар. Тужба против градоначалничката на град Скопје поради злоупотреба на службената должност. Покажаа фотографии од зграда за која тврдат дека е дивоградба, а од Арсовска побараа одговор во чија сопственост се зградата и земјиштето на која што е изградена, како и дали таа е учесник во отстапување од урбанистичкиот план.